Евангелие според Јован, 2 глава. На третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска и мајката на Исус беше таму. На свадбата беа поканети Исус и неговите ученици. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исус: "Немаат вино." Исус и рече: "Што бараш од мене, жено? Уште не дошол мојот час." Но мајка му негова им рече на слугите: "Се што ќе ви рече, направете." А таму имаше 6 камени садови за вода поставени според јудејскиот обичај за очистување, што собираа по 2 до 3 мери. Исус им рече: "Наполнете ги садовите со вода." И тие ги наполнија догоре. Па им кажа: "Нацрпете сега и однесете му на старосватот." И му однесоа. И кога вкуси старосватот од виното што беше станало од вода, а тој не знаеше од каде е, но слугите што ја беа донеле водата знаеа, старосватот го повика младоженецот. И му рече: "Секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапија, тогаш по лошото. Но ти си го чувал доброто вино досега." Со ова направи Исус почеток на чудата во Кана Галилејска и ја покажа славата своја. И учениците негови поверуваа во него. Потоа слезе во Капернаум, тој и мајка му, браќата негови и учениците негови, и таму остана неколку дена. Се приближуваше Пасха јудејска и Исус се искачи во Ерусалим. И ги затече во храмот оние што продаваа волови, овци, гулаби и менувачи на пари, како седат. И откако направи камшик од врвци, ги избрка од храмот сите, и овците и воловите, а на менувачите им ги растури парите и ги спреврте масите. Па им рече на оние што продаваа гулаби: "Носете го тоа одовде и од домот на мојот отец немојте да правите дом за трговија." Учениците пак тогаш се сетија дека е напишано: "Ревноста за твојот дом ме изеде." А јудејците пак одговорија и му рекоа: "Со каков знак ќе ни докажеш дека го правиш тоа?" Исус им одговори и рече: "Урнете го овој храм и за 3 дни ќе го подигнам." А јудејците рекоа: "Овој храм е граден 46 години, а ти за 3 дни ли ќе го подигнеш?" Но тој говореше за храмот на светото тело. А кога воскресна од мртвите, се сети учениците негови дека за ова беше говорил и поверуваа на писмото и на зборот што го беше рекол Исус. И кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, мнозина, гледајќи ги чудесните знаци негови што ги правеше, поверуваа во неговото име. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите. И немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи самиот знаеше што има во човекот.